Добар ден, почитувани. Добре дојдовте во најновата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Болестите на зависноста не само што го уништуваат здравјето и животот на поединецот, туку го разоруваат и целото семејство. Се поголем број млади луѓе страдаат од некаква зависност, како што е алкохолот, дрогата, а тука е и коцкањето. На кој начин може да се спречи сето ова, како се развива всушност зависноста и може ли да се реши проблемот? Разговараме со доктор Марија Костадиновска, психијатар во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите. За зависностите ке младите од алкохол, дрога и коцкање денеска разговараме со доктор Марија Костадиновска, психијатар во приватната болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден. Добар ден, најдов. Некои истражувања во регионот покажуваат дека младите обично прв пат пијат алкохол на 13 години, а од прилика на таа возраст прв пат се среќаваат и со другите. Па дали може едно консумирање на алкохол или пак една употреба на некаква психоактивна супстанца да резултира со зависност ке младото лице? Значи, една употреба, дали на алкохол или психоактивна супстанца, како таква не може да предизвика синдром на зависност, затоа што е потребно одреден временски период на консумирање на таа супстанца, да се прима одреден временски период во различна, помала или поголема количина и веќе лицето да почне да се навикнува на супстанцата. А потоа да се создаде така наречена толеранција спрема субстанцијата, која што покрај штетната употреба веќе би можела со текот на времето да создаде зависност. Кога зборуваме за зависности, обично помислуваме на алкохол и дрога, но зависностите може да бидат различни. Да. Значи, не збориме само за зависности од психоактивни супстанции, како што е алкохолот и дрогата, туку има така наречени бихевиорални. Тоа е компулзивното коцкање, шопингот, играњето, игри преку интернет или обложувањата кои што се прават. Така и зависности од храна понекогаш се вуваат? Апсолутно, да. Зависност од храната, така наречена како binge eating, која што подоцна преминува во зависност од храна. Така, значи зависности може да се јават во најразлична форма, но претпоставам дека овие се најчестите. Алкохол и друга, веројатно и асоциацијата обично е поврзана со нив. И коцката. И коцката. Познати ли се причините кои што доведуваат до зависничко однесување? Има ли тука некаква улога генетиката? Се раѓаат ли некои луѓе едноставно со афинитет кон зависничко однесување? Ние сметаме дека постојат повеќе причини мултифакторијални кои што допринесуваат кај едно лице да се создаде синдромот на зависност. Тоа условува веќе одредена генетска предиспозиција, каде што постои одредена болесна зависност во фамилијата која што протекнува или низ генерациите. Но во тоа влијае и средината во која што расте младата личност, влијанието на школството, друштвото, појавата на одредени сериозни трауми во текот на растојот, губитокот на родители, евентуално соочување и со други сериозни трауми, трпење на семејно насилство или некаква форма на насилство во животот. Тоа може да биде како емотивна причина за развој на штетна на почетокот употреба, а подоцна зависност од психоактивни супстанции. Но што со генетиката, да речеме, доколку во семејството еден или двајца родители се зависници, колкава е веројатноста нивното дете да тргне по нивниот пат? Варира. Зависност од тоа што детето согледува и од која возраст го согледува. Се смета дека децата кои што растат во фамилии, каде што утрото го гледа блискиот како го започнува денот со чоканчето, на ручек седнуваат и обавезно има алкохол, почнуваат и му велат ништо, нема да ти биде сине, ајде со тато да си се чукнеме, да си се напиеме, а детето е на 12-14 годишна возраст. Тука значи и генетиката, но значи и моделот на идентификација со блискиот член од семејството, бидејќи децата усвојуваат тоа што родителите го прават. И ако родителите консумираат психоактивна супстанца, децата тоа може да го сметаат дека е исправна.
освен ако во одреден временски период од животот се гледа дека таквото алкохолизирано однесување, например, на родителот предизвикува негативни ефекти врз семејството, да речат ја веќе ова никогаш нема да го повторам. Но тоа треба во одредена возраст подоцна да се јави, кога децата успеваат да го осознаат штетното влијание на психоактивната супстанца. А што е со влијанието од околината? Младите често пати се наоѓаат во друштво во кое што сака да се докажат, па не сака да бидат исклучени. Навистина, адолесценцијата е многу предизвикувачки период, кога тие сакаат да се пронедат во друштвото, да се идентификуваат со себе, да се истакнат. И во таквите моменти, тие, за да не бидат одбегнати и отфрлени, ќе приклонат спрема одредени влијание на друштвото. Тие, знаете, почнуваат така од љубопитство или од наивност, ништо нема да ни биде, ајде да почнеме. И сега, дали ќе започнат со марихуана или некоја чаша на алкохол, но едноставно идејата е да се биде дел од друштвото, да не бидат отфрлени. Но и достапноста е голема на алкохолот, на дрогата. Вела дека другата била исклучително со ниска цена, затоа и достапна, нели? Достапна е и мислам дека достапноста се должи на тоа што веќе не збориме и за квалитет на робата, зависи од каде се набавува психоактивната супстанца, односно дрогата, со што меѓу себе ја мешаат. Понекогаш дури добиваме податок дека кога ги припремале сите тие психоактивни супстанци, дека ги мешале со одредени други за да добијат во тежина. Практично затоа опаѓа, да речем, цената на пазарот и е подостапна. Подостапно е што може и под 18 годишна возраст лицата да набават дали алкохол, дали дрога, или да влезат во коцкарница и на тој начин пополека да се привикнуваат кон одредени Така има коцкарници, обложувалници на секој чекор и предизвиците се очигледно на секој чекор. А ги споминавте и травматичните искуства во животот, емотивните, бродоломи, да речеме. Колку често се случува некогаш тагата да посака да ја згаснат со алкохол или пак со дрога, да пронедат спас таму? Дури понекогаш за некои банални работи. Навистина за банални работи, бидејќи децата се соживуваат со она што го доживуваат како лична промена, гледаат дека е поразлично од претходно, гледаат туги страдање и тоа може да биде причина да приметат, например, од страна, ако некој се напие алкохол, како одеднаш се смирува, па да му биде предизвик да се напие. И во контекст на сето тоа, например, еве и за време на пандемијата со короната, приметивме дека луѓето така затворени под страф од самата пандемија, непознатото од вирусот, дома, нели, заклучени, затворени, пија голема количина на алкохол и стапката на семејното насилство беше голема. Но исто така во тој временски период, не излегувајќи од дома, луѓето почнаа и онлайн значително многу да се коцкаат. Така да, навистина, во променети услови на живење, луѓето применуваат други активности со кои што отприлика би нашле некакво привидно задоволство. Не збориме за квалитетно или адекватно, туку во моментот анксиозноста и немирот да го намалат. А кога зборуваме за зависноста, каков тип на зависност најнапред се развива? Психолошка или физичка? Знаете, се приврзуваме до она што не смирува, бидејќи кога ние применуваме одредена активност за смирување, нас ни е потребно за да предизвикаме емоционално и психичко смирување. И во таквиот момент, свесно или несвесно, луѓето се приврзуваат кон одреден начин на однесување. Дали, например, ќе одат за да се смират, да си купат некои убави работи, иако при тоа, пример, ќе потрошат многу пари, дома кога ќе дојдат ќе се покајат. Но они во даден временски период чувствуваат растеретување. За разлика од тоа, например, подоцнежното јавување, например, за физичката зависност, знаете, потребно е подолг временски период да имаме експозиција на одредена активност или на одредена субстанца за во организмот да се создаде толеранција кон применетот од алкохол, дрога или начин на однесување, за кога веќе ќе престанеме да го употребуваме, да ги чувствуваме симптомите да не достасуваат. Но сепак јасно дистанцирање што е попрво, дали психичкото или физичкото, зависи и од личноста, зависи и од кој вид на зависност станува збор, дали лицето страда и од некое друго душевно расстройство. Значи, буквално разграничување како такво нема.
А како да препознаеме дали некој станал зависник од нешто? Од коцкање, од шопинг, од играње видеоигри, од алкохол, па и дрога? Знаете, на почетокот првин да речеме дека имаме некаква штетна употреба. Добро. И тогаш лицата се променуваат, веќе не идат редовно на училиште, не одржуваат добро лична хигиена, ослабнуваат, имаат проблеми со спиењето, нетолерантни се, покажуваат слаби успеси, го менуваат друштвото, се изолираат. Со текот на времето веќе ако зачести употребата, тие постојано размислуваат за супстанцата и како да дојдат до супстанцата, како да се напијат алкохол, дома мирисаат на алкохол или мирисаат на марихуана, нетрпеливи се спрема родителите, имаат избегнувачко поведение. Ако можно е да настапи, например, и неконтролирано однесување, манифестација на гнев без повлекување, немотивирано расплакување и влез во депресија, особено ако немаат средства како да ги набават психоактивните супстанции. Секогаш ќе дојде до промена во однесувањето? Може да настане промена во однесувањето. Може ли никогаш да не забележат во домот дека нивното дете, да речеме, развило некаква зависност? Ако родителот си го познава детето, ќе примети. И затоа е потребно родителите да се блиски со децата, да разговараат за секакви работи во животот, меѓу другото и за употребата на алкохол од дрогата. Бидејќи родителот кој што си го знае детето, ќе примети било какво отстапување. Некои сметаат дека зависниците намерно го прават тоа што го прават. Но можат ли тие да се спротистават на поривот што го чувствуваат? Ако подолго време ја употребуваат супстанцата, веќе настанува промена на ниво на мозокот, бидејќи тука се менуваат сите работи како што се неуротрансмитерите, биохемиските процеси во мозокот. И знаете, тоа не е како нивен стил на живење, туку веќе е резултат на промената. И тие навистина може да се гледаат дека имаат промена и дека тоа не е воредно, дека не можат да одолеат на потребата. Некои од нив, кога осознаваат дека се случуваат овие промени во нив, побаруваат помош, но најчесто фамилијата или другите значајни блиски или педагозите во училиштата сугерираат дека е потребно да се побара помош во третман на штетната употреба или веќе развиената зависност кај младите. Така, не секој што ќе проба алкохол ќе стане алкохоличар, не секој што ќе влезе во жувалница или во казино ќе стане коцкар. Сепак постојат ли тука некакви индивидуални предиспозиции? Постојат индивидуални предиспозиции, зависи колку успеваат сето тоа. Знаете, се смета дека може да има влијание самата личност, структурата на личност, дали станува збор, ние го велиме како растројство на личност или карактеропат. Дали страда од некоја душевна болест, како што е депресијата, шизофренијата, биполарното афективно растројство, кој што може да имаат удел за лицата понатака континуирано да продолжат. Тука допринесува и знаете, потребата постојано да бидат смирени, затоа што веќе тука психичкиот момент, емотивниот момент на зависноста. Повеќе фактори влијаат дали лицето ќе продолжи или не во употребата на несоодветното однесување или на алкохолот и дрогата. Кога станува збор за коцкањето и младите, што се може да спаѓа по оваа категорија? Тука може веќе неконтролирана употреба на интернет, неконтролирана употреба на мобилен телефон. Значи мобилниот телефон? Да, затоа што голем дел од времето го посветуваат со мобилни телефони, прибаруваат страни кои што не се потребни во однос на нивната едукација или воншколски активности. Тука едноставно поминуваат време на играње игри. Онлайн игри на среќа? Онлайн игри на среќа. Така да, навистина, тука веќе повторно се одразува на квалитетното нивно социјално и школско функционирање. Се изолираат, се повлекуваат, стануваат незаинтересирани за било кои други сегменти и домени. Дали почетничката среќа можеби е таа што во коцкањето е таа што ги завидува? Може да се каже, бидејќи во таквите моменти кога они почнуваат да добиваат, расте допаминот како хормон за награда, го велиме. Дури во моментите кога губат, се јавува една возбуда како резултат на создавање и лачење на адреналин. Сето ова се и ги објаснувам како едни биохемиски процеси за да ја разбереме сложеноста, но и зашто е тешко луѓето да се откажат од зависностите. Бидејќи кога
кога се излачуваат овие хормони, практично луѓето се стимулирани уште повеќе и повеќе да вложуваат, рачунајќи дека еден ден дефинитивно ќе им се исплати влогот или дека ќе дојдат до брзи пари. Но она кое што, знаете, од секогаш постоела играта, која што поминувала низ генерациите, се собирале фамилии, играле еднаш или два пати во месецот, вложувале 1 до 2% од нивните приходи. И тоа се сметало, например, како здраво играње. Проблематично играње ако почесто се оди во обложувалница, во кладилница, каде што се вложуваат 3 до 4 пати во неделата повеќе од 60% од приходите. Но ако стане збор за губење на контролата, каде што луѓето едноставно не можат да се сопрат и постојано одат во кладилница, играат рулет на слот машините, постојано очекуваат добивка и наспрема тоа што они губат, се задолжуваат, се позајмуваат, продаваат се што имаат свој или влегуваат во криминал и крадат. Едноставно, знаете, налик на обсесивно растројство, каде што они имаат несопирлива жет и мисла да се коцкаат, а од друга страна не можат ни да се сопрат, значи како еден налик на компулсија да прават во однесувањето. И од тие причини збориме навистина за патолошка состојба, односно патолошко коцкање. А колкав дел од младите во Македонија играат игри на среќа и се коцкаат? Имаше некакви истражувања неодамна што бе објавени? Искрено не знам точно колкав голем процент, но сметам дека поминува над 25%, бидејќи реално во ординацијата што доаѓаат лица кои што бараат помош навистина се родителите и нивните млади до 20 на 25 годишна возраст, каде што често кажуваат дека вложуваат голема сума на пари, постојано очекуваат дека ќе се вратат, дека ништо друго не им е интересно, односно пополнување на ливчење, вложување, инвестирање и очекување на брзо збогатување. Така многу лица кај нас играат игри на среќа, влегуваат во обложувалници, има спортски обложувалници насекаде, па како да се препознае дека некој станал зависен од сето тоа? Постојано деноноќно е. Не бира дали е дење или е ноќе, дали излегол од работа или тоа го прави во вонработното време. Троши пари, знае дека дома нема да јадат, дека ќе оди да се позајми, но едноставно не може да се исконтролира во вложувањето и очекувањето дека ќе му се поврати инвестицијата. Стануваат напнати, нервозни, дополнително може да манифестираат и одредено импулсивно однесување. Враќањето и во вечерни сати и очекувањето дека сега е моментот и дека сега ќе успеат да добијат, дека влогот ќе им се врати е она што практично кажува дека е развиена состојба на зависност. А што се случува кога коцкарот, не знам дали се користи тој термин, предпоставувам, зависникот од коцка, ќе биде разоткриен од средината, бидејќи нели постојано позајмува пари, па не ги враќа, користи различни изговори за сето тоа. Што значи за него кога ќе биде разоткриен? Знаете, го губи статусот на угледен човек. Бидејќи веќе сваќа дека излажал, дека не е во можност да го одржи ветувањето, да ги врати средствата, го фаќаат и дека краде и дека влегува во тој неморален контекст, отфрлен во средината, неразбране зашто сето тоа се случува, дополнително имањето на чувство на вина дека потрошил премногу, се задолжил премногу, знаете, ги вовлекува во една состојба на депресија каде што размислуваат за самоубиства или прават самоубиства. Има периоди на абстиненција кога се обидуваат да се повлечат? Има. И како изгледаат тие? Може би влија и одредено стабилизирање. Кога Дали има тука паралела како абстиненцијата кај оние што користат дрога? Во целост не може да направиме паралела, бидејќи е индивидуална, зависи и од човекот и од личноста и дали имаме пропратни други психички состојби. Но она кое што е битно е дека тоа е краткотрајна или зависностите знаат да се заменуваат од една зависност да преде во втора зависност, во трета зависност, бидејќи збориме за хронична и рецидивирачка состојба на мозокот. Така да навистина е предизвик третманот и работата со лицата кои што страдаат од одредена зависност. Помагаат третманите кај лицата што се зависни од коцка? Долготрајна работа треба, макотрпна работа и сметаме дека тоа е најтешкиот предизвик во психијатријата и во третманите со болести на зависност. Бидејќи, како и за секоја зависност, лицето треба да прифати дека има проблем. Најчесто, говорам општо, зависниците знаат да кажат
Тоа мене не ми се случува. Ја во секој момент можам да сопрам. Збориш Можам за да некој прекинам друг. така. Да. Збориш за некој друг, тоа не се однесува за мене. Што? Ајде те молам, што е тоа пола литра ракија? Од утре веднаш јас на нула. А уствари тоа не е возможно. А самиот вели не пием, а признава дека пие по пола литра ракија. Значи, тука е дискрепанцата на нивната некритичност, нивното неприфаќање. Бидејќи голема е помошта, само помошта што може да настапи кога луѓето едноставно прифатат дека имаат проблем и потоа да почнат да се соочуваат. Тогаш веќе заеднички може и психијатарот и психотерапевтот, особено со поддршката од фамилијата. Значи, неопходна е поддршката на фамилијата во патот на решавање на проблемот. Да. Тоа исто кај оние што се зависни од коцка, бидејќи сега зборуваме во моментот за тоа? Да, апсолутно да. Затоа што ако лицето се чувствува отфрлено, ќе нема за кој како мотив да му биде да истрае во процесот. Затоа што веќе самиот е свесен колку е изгубил и колку задолжил од фамилијата. А колку време обича трае тој процес? Може да трае со години. Бидејќи не можеме да го процениме исходот од лекувањето и колку навистина ќе биде веродостоен процесот на рехабилитација и абстиненција. Не може да процените дали некој ќе се врати повторно на старото однесување или не? Од прилика се проценува и се работат на тие моменти од карактерот што ги сметаме како слаби точки, што е она што би било како предизвик за повторно да. Но знаете, треба лицата да избегнуваат места како што се коцкање, пријателите со кои што се дружеле се коцкале, да се ограничуваат во финансиите кои што ги трошат, да примаат редовно лекарства, да доаѓаат редовно на контроли. И затоа велам дека е мултисекторијален и дисциплинарен опсег и дека не зависи само од личноста, туку од склоп на елементи во третманот на состојбата на зависност од коцка. Значи, една комплетна трансформација треба да се направи. И реорганизација, како на личност, така и на семејството. Но кога има коцкарници на секој чекор, сигурно е тешко. Тешко затоа што мислам дека јас да поминам по улица не ги приметувам, но кај нив е прво што го детектираат обложувалница, коцкарница и он каде може да се, односно продавница за заложување и побарување пари. Така да едното со другото се поврзани и навистина им е тешко на луѓето да се спречат да не влезат и да не продолжат, бидејќи на секој чекор им е присутен. Ќе ги вклучиме и гледачите од овој момент. Почитувани, емисијата е контактна. Ние сега продолжуваме со алкохолот. Алкохолот не е на листата на нелегални други, но за лицата кои што се помлади од 18 години, токму е тоа. Па како алкохолот влие врз младиот организам? Така, мора да напоменеме дека мозокот се развива и до 21-та и до 25 годишната возраст. И заради таа несозреаност на мозокот како орган, навистина приметуваме дека промените се јавуваат кај младите личности кои што употребуваат од рана возраст, од 13, од 15, од 17 години. Зависи дали пијат еден алкохол или прават комбинација на алкохол, дали пијат мала количина или внесуваат голема количина. Она кое што е битно е дека влијаат на процесот на внимавање, на запамтување, на процесот на рамнотежа. Знаете, младите луѓе, пред скоро време имав девојче кој што рече, јас знам дека отидов во кафич, јас не знам како дојдов дома. Ми кажаа дека ме донали и ме влечале. Мене ми е мило што девојчето осознало дека има проблем и побара помош. Но тоа значи и еден форма на вид каде што луѓето, особено младите, каде што имат доставност од алкохолот и каде што не знаат што значи употребата на алкохолот, внесуваат голема количина на алкохол. И при тоа прават еден вид на интоксикација. Така, многу често завршуваат на токсикологија со алкохолно труење. Предпоставам дека во еден чин испиваат многу алкохол. Да, тоа е така нареченото неконтролирано и за кратко временски период внесување на алкохол. И има критериум, така наречено бинч пиење. Момчињата внесуваат повеќе од 4 пијалоци во рок од 2 сати или девојчињата повеќе од 3. Значи, за краток временски период настанува ексцес на алкохол, прекомерна количина на алкохол, кој што метаболизмот и организмот не може да го обработи и да го исфрли. И од тие причини губат свест, губат сознание, не можат да го координираат своето однесување, што велат одат како пијани, се нишаат, се клатат, забораваат, не се свесни што се случува, ниту се свесни кај се и што прават.
И во таквите моменти децата, веќе младите, се склони кон неадекватно однесување, сексуално неконтролирано, незаштитено однесување, останување бремени. Ако при тоа мајката е млада и континуирано продолжи со употреба на алкохолот, може да роди предвремено дете, да е со мала телесна тежина, односно да создаде компликации кај новороденото. Влијае во процесите на брзото возење, каде што, знаете, алкохолот може да зголеми самодовербата, па смета дека може да управуваат со возилото, дека може адекватно да закочат, но сето тоа практично е тешко контролирано во таквиот момент кога се под дејство на алкохол, и затоа се случуваат бројни сообраќајки каде што може да направат повреда спрема себе или повреда кон другите луѓе или да завршат со смртни исходи. Се разбира и во ваквите алкохолизирани состојби, кога се внесува преголема количина на алкохол, тоа може да влијае до акутна интоксикација, каде што затајува центарот за дишење или работа на срце, бидејќи алкохолот како таков ја намалува функцијата, е депресор на централниот нервен систем, односно на мозокот. И затоа често пати може да се случуваат и смртни исходи. Така, Обично на токсикологија, на клиниката за токсикологија, каде што се прави таа детоксикација или чистење од алкохолот, се јавуваат особено после големи празници, кога се собираат повеќе луѓе, се меѓусебно се по новогодишната предизвиците. прослава, колку лица Така. завршиле на токсикологија? Бидејќи тогаш се групираат за новогодишната вечер, па се повеќе другарчиња, па ајде ова да пробаме тоа. Така измешат и алкохол? И друга, бидејќи не се задоволуваат со едно, па бараат предизвик од повеќе, па и мене вака ми беше, така ми беше. Во суштина, они се сакаат независност и сакаат побрзо да созреат, но тука е многу битно да се збори кое е штетното влијание, кои се штетните последици и дека навистина луѓето умираат од алкохол или умираат од прекомерна количина на дрога. Дали, кога зборуваме за алкохолизмот и младите, дали тој процес секогаш има предвидлива прогресија? Започва ли секогаш експериментирање, па со периодично пиење, па редовно пиење? Како иде тој процес? Обично Дали ке сите започнуваат, исто? Не, знаете, зависи од младите. Например, некој може да се напијат, ама кај оние млади кои што сакаат работите да им се под контрола, ќе видат дека во даден момент се премногу опуштени, премногу зборат. нема да им се допадне другите, тоа, нема така, да им да. се допадне, ќе речат, не, јас со една ми беше добра, толку. Но има други кои што им е потребно да се опуштат во кругот на друштвото и на пријателите. И тие може да си се напијат, ама при тој, кога еднаш ќе почнат и ако немаат контрола на пиењето, практично во целост да ја изгубат контролата и да дојде до опивање. Кај секој зависи од тоа каков е стилот за прашањето на алкохол во домот. Дали се пие, дали родителите имаат мирно пијанство или имаат проблематично. Ако имаат мирно, младите може да се речат, тато или мама се напива, мирни се или се легнуваат спијат, па да очекуваат дека ќе биде така. Ако имаат проблематично однесување, тогаш исто така може да им биде како контрола да сопрат. Но се е индивидуално и различно. Воглавно, младите најчесто пијат ексцесивно и во поголеми количини или сакаат да го комбинираат повеќе алкохол или алкохол со некоја друга психоактивна супстанца. Немаме правило, но во основа е дека навистина се пие. И кога еве навечер излегуваме, ќе видите дека порачуваат по цели шишиња. Не се задоволуваат со една чаша или две, туку четворица се излезени, на коњопојот стои литар вино или литар виски. И тоа всушност покажува дека тие деца пијат и дека пијат подолг временски период затоа што може да издржат големата количина на алкохол. Доктор, ке тоа значи дека родителите имаат силно влијание врз одлуката на детето дали ќе пие и колку ќе испие? Родителите Бидејќи имаат... децата не секогаш ќе слушат родителите што ќе им кажат, ниту пак целосно го следат нивниот пример. Родителите, знаете, ја имаат улогата од напред да зборат. И да ги образуваат децата, да ги поучуваат и да им кажат што значи алкохолот. И дека од алкохолот може да се умре. Дека од алкохолот, ако се користи
година, две, или ако направат кривично дело, може да завршат во затвор, дека ќе им престане детството и младоста, дека нема да може да завршат факултет, да им ги соопштат негативните последици. Затоа што они ако гледаат само на пример напивање еднаш во месецот и ќе се врати и ќе го боли викенд од главата, може нема да го сватат сериозно. Но ако го доживеат, пример, имаше тешка сообраќајка, почина девојчето на таа и таа улица, како име на родителите, немој молим те да возиш, свати како би било ако ова на нас не се случи, тогаш веќе се дава пример причинско последично да се поврзува што значи пиењето и употребата на алкохолот. Што значи да предизвикаат сообраќајна несреќа, што значи самите да постанат инвалиди од некоја сообраќајна несгода и да се лишат од одредени задоволства по тоа што носи животот. Но исто така мора да се напомене дека употребата на алкохолот значи и дека, знаете, може да се развијат или да се откочат сериозни душевни расстройства и да наликуваат како шизофренија, каде што луѓето ќе слушаат или ќе гледаат нереални работи, каде што ќе мислат дека некој ги следи, ги труе или дека ќе им наштети. Тие никогаш не би се откочиле доколку не било земено алкохол, да речем, или нека друга психоактивна супстанца во поголема количина? Може во други стресни состојби, не се исклучува, но може и да е обратно. Првен да почне душевното расстройство, па да го покриваат со алкохол, но тогаш збориме за така наречен симптоматски алкохолизам, каде што не е првично алкохолот, туку е првично друга душевна болест на која што заради смирување и потреба за смирување на немирот во душата, во психата, лицата употребуваат. Така да, зборувањето, образувањето на младите лица, честите контакти на родителите со кои што детето другарува, младинецот другарува, овозможува да се дадат јасни препораки колку да се пие и кога да се пие. И особено да се каже дека пред пиењето, ако веќе се напиваат една чаша, да бидат најадени, бидејќи децата пијат на гладно и затоа побрзо ги фаќа алкохолот. А каква улога игра самодовербата во целиот овој процес? Ако децата се самоуверени, имаат самодоверба, знаете, е пак меч со две острици. Може да кажат ќе сопрам по пијачка 2, али навистина може да влијае и да не пробаат, затоа што ќе се чувствуваат комотни, опуштени и нема да имаат потреба, ако тоа е причината за почеток. Но, знаете, обично некако со алкохолот се чувствуваат по-стимулирани, по-опуштени, со поголема самодоверба, иако е тоа само привидно и краткотрајно. Така. И затоа апелираме дека треба да се работи преку процесите на психотерапија за лицата да стекнуваат самодоверба и да немаат потреба тоа да го побаруваат во алкохолот, другата или друг начин на однесување. Како да постапат родителите, како да реагираат доколку разберат дека нивното дете на 13, 14, 15 години, па еви на некој поголема возраст се напило алкохол, пиело алкохол или пак е во друштво каде што некој купува алкохол и пие? Многу е пожелно да се настапи од аспект на разбирање, да се создаде атмосфера на доверба. Детето да може да се довери од кои причини почнало да пие, со кои другарчиња се дружи и дали тие го терат, дали трпи некаков булинг на училиште заради кој што почнува да употребува дали алкохол, дали дрога или можеби некој диазепам ако се наоѓа од родителите дома. Затоа треба процес на доверба да се создаде, каде што спонтано детето ќе разговара со своите родители, а родителите да се изземат од бес и гнев што дознаваат дека детето пие и да се обидат со максимални напори да дознаат што се случува со детето и околината во која што функционира детето. Така, обича се вон себе во тие моменти. Да, и затоа ни е битно родителот да е стабилен. Нека разговара колку што се може или нека повика значаен друг близок, дали двајцата родители или тетка или баба, дедо кои што ќе ја помогнат ќе средината на отворен разговор, за да може слободно да се видат вистинските причини и колку детето е веќе завлезено во проблематиката со употреба на алкохол. Доколку некој од родителите разбере дека некој другарче на нивното дете конзумира алкохол, советувате ли да се обрати на нивните родители, на родителите на детето? Знаете, што во тие ситуации? Пожелно е да се види
која е средината. Дали во таа фамилија постои некаков проблем, дали и дел од родителите конзумираат алкохол или друга психоактивна супстанца, дали веќе имаат блиска релација, дали веќе разговарале. Знаете, не може одеднаш да отиде, слушај, ја разбрав ти вака така. Тогаш ќе се создаде конфликт меѓу родителите кој што ќе се пренесе меѓу децата. Значи, се треба да се направи тактички, да се поразговара, да се соопшти вака, дознав што мислиш ти, дали кај вашето дете се случува сето тоа, што ние како родители може да направиме за да и му кажеме на штетното влијание на децата, за да го спречиме тоа. И битно исто така, да немаме ние алкохол во домот, да не е често присутно, да не го стимулира младинецот да употребува и да смета дека тоа е нормално, културно и пожелно. Кога да побараат родителите стручна помош? Во кој момент, ако забележат дека нивното дете пие алкохол? Сигурно не треба се чека да се развие зависност. Апсолутно. Значи, како и на почетокот што кажав, родителот приметува дека се јавува некаков проблем. Децата стануваат понемарливи, го избегнуваат одењето во школа, попуштаат со успехот, приметуваат дека знаете, не јадат доволно, не спијат навечер, раздразливи се караат. Во таквите моменти, ако не успеат они да придобијат со еден отворен разговор, пожелно да се обратат на психолог, на психијатар, за детето пред други лица, ако успее да се отвори, да соопшти која е маката. И потоа веќе се разграничуваат состојбите. Секогаш постои некоја мака? Може ли некогаш едноставно да сака да видат кул во друштвото и да се истакнат? Да се истакнат, да намалат вознемиреноста или социјалната несигурност. Значи пак е некој проблем, повторно социјална несигурност. Во тој момент на адолесценција, кога они ги чувствуваат тие емотивни, психички, телесни пребирања, или во моментите кога сакаат да стекнат независноста, па мислат дека го имаат чувството на моќ и дека себе контролирале, у суштина не ги знаат негативните страни. А мора да се збори колку е штетен алкохолот, колку се штетни последиците. Затоа што детето нема ниту животно искуство, ниту сознание, за да може сето тоа да го разбере. И затоа треба отворено и на ниво на семејство како основна клетка, примарна клетка, а потоа и на ниво на училиште и во воншколски активности. Кога станува збор за дрогите, која друга најбрзо создава зависност? Може ли веќе да се говори за тоа во период кога има наплив од нови дроги, кои што може да се купат и преку интернет, и кои што не се декларирани како дрога? Секоја психоактивна супстанца која што има многу краток временски период на поминување низ организмот, како што е кокаинот, амфетаминот, таквите супстанци и најчесто создаваат состојба на зависност. Достапни се, брзо научуваат каде може, дури мислам дека веќе и преку покараки, преку интернет брзо ги набавуваат, се наоѓаат, им ги доставуваат, дури на домашни адреси, барем така соопштуваат. Кажуваат дека им се лесно достапни, дека цената е значително ниска, дека во секој момент може да набават дење ноќе и дека само треба да имаат пари. Родителите како да забележат дали нешто фалат предмети од дома, се случува? Фалат предмети од дома, децата не јадат, парите што им ги даваат за јадење ги трошат за да собираат, се позајмуваат, прават криминални дејства, па потоа ги препродаваат украдените работи, имаат проблеми со законот и слично. На тој начин, дали преку однесувањето од детето или ако има пријава од страна на несоодветно однесување, родителите дознаваат дека децата веќе се инволвирани. Или доколку немаат пари за да ја набават дрогата, тогаш манифестираат одредено анксиозно или анксиозно-депресивно расстройство, зависи кој вид на дрога се користи, или ако се халуциногените дроги, може да манифестираат и халуцинации или да имаат однесување слично на шизофренија, значи да слушаат гласови, да гледаат нереални работи, да им се причинуваат сенки, да им се менуваат предметите од формата на предметите или да им се чини дека се придвижуваат предметите, тоа ги плаши, децата го соопштуваат, дополнително мислат дека ги следат камери или дека ги шпионираат на некој начин, односно развиваат повторно ќе речам симптоми налик на шизофренија по кои што стануваат манифестни и препознатливи за родителот или за наставниците секој ден што го следат детето. Родителите длабоко стравуваат нивното дете во какво друштво ќе упадне, дали ќе дојде во допир со дроги и дали ќе одолее на искушенијата. Можат ли да направат нешто и да бидат сигурни дека ќе создадат цврсто дете кое што ќе каже не на ваквите предизвици?
посветеноста спрема детето, квалитетната. Многу луѓе сметаат дека може да бидат во заедницата и во домот со детето. А при тоа ќе им го дадат телефонот и тие ќе си седат на лаптоп, ќе работат. Значи мора квалитетна комуникација, квалитетно посветување време со децата. Да се организираат во воншколски активности, спорт, дружење, потоа музицирање, склоност спрема уметност, градење на здрави животни стилови. Треба да се промовира на едукативен план и школството, но родителот секогаш е тој кој што стравува дали детето е на правиот пат. Дури се случува родителите на вистина дури да го следат детето за да видат дали се е во ред, особено ако во друштвото на младинецот најдат дека веќе некој употребува. Не можеме секогаш да бидеме сигурни дали детето ќе развие или нема да развие штетна употреба или зависност, но од прилика здравите животни стилови се, да речем, до некаде 90% гаранција дека децата се добро воспитани од семејството, од школството, но потоа и дека имаат цел и смисла за живење. Навистина верувајте и особено навистина се обраќам до родителите. Често пати кога ќе ги прашам децата и кога ќе им речам што сакаш да бидеш во животот, не знаат. Често пати кога ќе ги прашам родителите дали вие им давате работни задачи на децата, они велат не, зашто детето да ми се мачи, све ја за него. На тој начин децата стануваат крајно пасивни и немаат смисла за своето постоење. Таквите деца се лесно примамени да влезат во светот на другите, алкохолот или во некоја друга зависност, затоа што немаат што да ги води напред во животот. Затоа треба да се потикнуваат во здрави животни стилови, да бидат мотивирани, да имаат цел и да размислуваат што сакаат да постанат во животот и како тоа да го направат. Значи да не се презаштитуваат. Да не се презаштитуваат. Тоа хеликоптер родителство е исклучително присутно во современото родителство. Да, но знаете, треба да дадеме снага на младинецот да се подпре на здравите сили, затоа што она кое што ние го даваме како родители во процесот на родителството, особено во првите 5 до 7 години, е значајно и најбитно во понатамошниот тек на развојот. Потоа детето се осамостојува. Точно дека родителот треба да биде тука и образовниот систем и професорот. Но здравите навики понатака мора да се изградуваат од она што првично е поставено. Така. Кога родителите со нивното дете ќе се обратат на психијатар или пак младото лице ќе дојде поради одредена зависност, постојат ли одредени стратегии кои што даваат најдобри резултати во процесот на лекувањето од зависностите? Бидејќи може да бидат најразлични, споменавте. Знаете, тука е многу потребно, повторно ќе кажам, лицето да прифати дека има проблем. И дека Се додека не прифати, нема решение? Кратко ќе доаѓа на третман. Ќе дојде една средба, 2 средби, а нас не треба континуирана соработка. Ни треба отворено соопштување на проблемите спрема блиските луѓе. За тие да го разберат, да не му префрлаат, да не му ја зголемуваат неподносливоста. И од друга страна да бидат психолошка поддршка во процесот на одвикнување, дали од штетната употреба или веќе од развиената зависност. Повторно ќе дадам пример, каде што дојде родител соопштувајќи проблем со коцкање, проблем со примена на алкохол. И јас давам јасни насоки дека не треба алкохол, избегнување на сите кладилници. Но мајката вели, како докторка? Па зар моето дете нема да пие алкохол едно живе ли да направи? Значи, многу е битно кога абстенираме во целост да се абстенира и во целост да се прекине. Ако треба на почетокот од лекувањето ќе се спроведе процесот на детоксикација, ако треба ќе се направи и хоспитализација за да се направи таа детоксикација и прочистување на организмот од штетната психоактивна супстанца. А потоа ќе се изгради индивидуален план и програм како на лицето да му се помогне, кои медикаменти треба да се вклучат и која психолошка поддршка треба да се даде. Се разбира во соработка со членовите од семејството. Значи едно живели може повторно да ги врати на стариот пат? Или пак пополнување на едно ливче
во спортско обложувалница? Доволно е да ги стимулира и да ги наврати на старите обраци, бидејќи да се подсетиме, го зголемува допаминот и чувството за награда. Мотивацијата, знаете, ајде ќе добијам, ајде ќе победам, ајде ќе ми биде поубаво. И потоа повторно се враќаме. Но мора да кажеме дека болестите на зависност се од рецидивирачки карактер. Значи ќе имаме периоди, да, се повторуваат, ќе има периоди и навистина сме виделе лица кои што од алкохолизам 10 години абстинирале и тоа квалитетно абстинирале, но потоа се случил силен травматски настан кој што потоа повторно ги вратиле во процесот на конзумирање алкохол. Што не значи дека со добра и квалитетна соработка меѓусебна, зборам на стручното лице и на лицето кое што користи психоактивна супстанца и зависникот, дека не може повторно да се воспостави квалитетна абстиненција. Само треба континуирана работа и посветеност, меѓусебна. И лицето да прифати дека има проблем, другите да го подржат, да се разбира и редовно да доаѓа на контроли. За секоја форма на зависност има третман кој што дава резултат? Еве да речеме оние кои што имаат зависност кон храна. Дали може исто така да се обратат на психолог и да добијат, на психијатар и да добијат третман кој што ќе им го реши проблемот? Или емотивно пријадување, постојано јадат? Апсолутно да. Може да се помогне да се реши, да се утврди причината заради која што почнале да јадат така компулсивно и несопирливо. Или постојано купуваат нешто? Или пак да. Може. Може да се утврди дали е потребен само медикаментозен или понекогаш помагаат третманот со когнитив бихевиор терапија. Што е тоа? Каде што се согледува што е она како начин на размислување или емотивно доживување што предизвикува и ги втурнува во неконтролираното купување. Кој е тоа лично незадоволство? Кој е стремежот што сака да се постигне во општеството, во себе си прикажувањето? Луѓето само треба да се открие која е причината за да може да се помогне и да се спречи. Колку често во позадина стои психолошко нарушување како што обсесивното компулсивно нарушување? Ги знаеме тие примери кога се мора да биде под ред, кога се мора дома да биде изчистено, некој чисти обсесивно компулсивно, кога се бројат скали, кога се искачуваат. Тоа е слично, знаете, тоа е слично како самото доживување дека нешто не е во ред со мене и треба да се смирам. И тогаш применуваат и пристапуваат кон знаете, кај обсесивно-компулсивното расстройство ретко го среќаваме кај лицата кои што употребуваат дрога. Најчесто може да биде алкохолизам во прашање, мада и тоа е ретко. Обично овие болести на зависност ги среќаваме кај потешките душевно болни расстройства, како што е шизофренијата, како што е биполарното афективно расстройство или потешката форма на депресија. Така, докторке, значи има решение? Има решение. Постои проблем? Да, битно е да се направи обид да се реши? Желба и апсолутна соработка. Навистина може да трае како процес и да одземе период од 6 месеци или повеќе од 6 месеци, но во тој временски период ќе се постигне и абстинирање, па евентуално и разговори зашто дошло до, ако дојде до повторно внесување на било која психоактивна супстанца или повторување на неконтролирано бихевиорално поведение. Но дека може да се помогне, може да се помогне. И членовите на семејството треба да бидат вклучени, бидејќи како што отворивме емисијата, зависностите не само што го уништуваат здравјето и животот на поединецот, туку го разоруваат и целото семејство. Да, делуваат понекогаш навистина лицата да го изгубат работниот статус или воопшто да не воспостават работен однос. На тој начин навистина представуваат еден терет личен, индивидуален, семен, ама и социјален. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување и што отворивме оваа тема за дискусија. Ви благодарам. Почитувани, ова беше уште една емисија реализирана во соработка со приватната болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што и денеска не следевте. Гледајте не секој работен ден во редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути, кога зборуваме за најчестите здравствени проблеми и начинот на нивното решавање. Ви посакувам пријатен ден.